Жители на населбата Аеродром денеска се потпишуваат против населување мигранти и создавање мигрантски кампови во нивната општина и покрај тоа што владата демантира дека воопшто такво нешто се планира. Повикот денеска се појави на Facebook страницата Аеродром во моето срце, откако веќе неколку дена граѓанската иницијатива Будење не за населувањето мигранти во Македонија собира потписи во повеќе општини низ земјава. Тезите дека владата има намера да доселува мигранти во Македонија прво почна да ги форсира ВМРО ДПМН. Оттаму наведуваат дека владата се подготвува да прифати поголем број мигранти во Македонија. Но министерката за труд и социјална политика Мила Царовска неколку пати изјави дека нема да се населуваат мигранти и бегалци во земјава и дека нема да се градат станови и кампови. Дел од жителите на Аеродром кои се потпишуваа велат дека не веруваат на демантите на актуелната влада, а имаше и такви кои велат дека превентивно се потпишуваат против населување мигранти за да ги заштитат нивните деца. Дали знаете дека актуелната влада го демантира тоа дека ќе се градат станови и кампови за бегалци во Македонија? Како гледате на тоа? Па до сега никој јасно не излезе да го демантира, колку што ја ги пратам медиумите, а кампањава, како што гледам, и масовно е поддржана од население во Аеродром. Дури еве јас сум тука со две деца да поддржам иницијативата. Да кажеме не за мигрантски населби во најурбаната општина во градот Скопје. Они све демонтираат. Они демонтираа нели за платформата од ова. Демонтираа за униформите, демонтираа за све демонтираат. И ќе демонтираат тоа уште многу. А ние уште многу пати ќе се потпишуваме. Само иницијативно дојдовте да се потпишете или се организирате? Само иницијативно. Не имам слушното, имам видено. Демек ова влада све демонтира. Значи ова е разнимчишка влада, не знам како да ви кажам. Ова не ја поддржуваме никако, ова влада. Не верувам ништо на владата. На ова влада не верувам ништо. Зошто? Па не верувам, многу работи ги направија наопаку. Ова е нелегална влада. Нелегално собрание, нелегална влада. Апсолутно не верувам. Заев едно позборуваше во Берн, друго реализира во пракса. Иако дел од анкетираните се убедени дека мигрантите и бегалците не сакаат да останат во Македонија, сепак се потпишаа за иницијативата. За нас нема па камули бегалците страдни. Тие не сакат, тие транзит одат. Тие не сакат овде. Во време на најголемиот мигрантски бран во 2015 и 2016 година, во Македонија имало 1600 мигранти, а во моментов нема повеќе од 60 во двата транзитни центри и во Центарот за азил. Според индексот за прифаќање на мигранти на Gallup International објавен денеска, Македонија е земја што најмалку е расположена за прифаќање мигранти. Земјава има најниска оцена 1,47, а по неа следуваат Црна Гора, Унгарија, Србија, Словачка и неколку други европски земји.